Во деновите од празничниот продолжен викенд во општата болница во Кочани се роди и првото новороденче во 2020 година. Се работи за девојче, како втора рожба во семејството Стојанови. При посетата по повод божикните празници, градоначалникот Николчо Илиев упати честитки и желби за здравје и среќа за родилката Ангела Стојанова, за нејзиното новородено и за целото семејство, врачувајќи и традиционален златен подарок. Од болницата истакнаа оти породувањето поминало без проблеми, а по неколкогодишното опаѓање во текот на минатата година забележан е пораст на бројот на породувања. Женско новороденче со 3,250 грама тежина и 52 сантима долго во 7,50 минути. Раѓањето протече во најнормален ред, новороденчето е добро, родилката е исто така добро. Да кажеме дека ова година имаме 191 породување, со 30 повеќе од претходната година. Инаку се беше во најдобар ред. Да честитам на персоналот за успешното пораѓање и да посакам уште многу вакви породувања во 2020 година и како што слушнавме една убава вест дека ова година 2019, односно минатата година 2019 година имаме 30 на повеќе породувања отколку во споредба со 2018 година и очекувам или посакувам оваа година да се задржи таа тенденција и да биде бројката уште многу поголема. На сите посакувам многу среќа и многу успеси. Зголемувањето на бројот на породувањата во голем дел е резултат на напорите за подобрување на техничко-кадровските капацитети на општата болница во Кочани, со што таа постепено ја враќа до вербата меѓу родилките од регионот, истакнаа од раководството на здравствената институција. Освен тоа, оформувањето на центарот за ампутација се планира да се надоградува. Го зголемивме буџетот, може да знаете, може да не, од 50 дојдовме до 92% успешност. И сега као следен чек, односно континуитет е физикалната медицина. Значи, после ампутација, тие луѓе сакат физикална медицина. И тој па некој континуитет. И мислам дека со нивна помош, со помош на господинот Илиев и на господинот Филипче, дека ќе исполниме и таа цел. Директорот Серафимов додаде дека ќе почне да се користи и најсовремен апарат за артроскопија, зашто неодамна со сопствени средства бил набавен и неопходниот резервен дел, со што уредот е оспособен за функција, а се очекува и подршка од стручни лица од Скопје кои ќе помогнат во обучувањето на нашите здравствени работници за работа со уредот.